Почитувани, додека на било кој граѓанин во Република Македонија 20.000 евра му се доволни да купи само гарсониера од 25 метри квадратни, кланот заеви со тие пари си купи фирма која поседува 7396 метри квадратни индустријски погони и деловни простории користејќи ја својата положба во власта. Очигледно, темните облаци од времето на транзицијата повторно се спуштија над Македонија и над незиното стопанство. Кланот Заеви повторно со злоупотреба на власта си присвои огромен имот за багателни пари. Тајче Заев, братучет на аболицираниот Зоран Заев, користејќи ја својата положба блиска до власта, за само 20.000 евра купи 22% од поранешниот гигант во конфекцијската индустрија Герас Цунев. Почитувани, додека македонската економија е во слободен пат, се откажуваат странски инвестиции, се најавува доселување на мигранти, кланот Заеви вешто сака да го искористи хаосот што го создадува и енормно си го зголемува имотот. Основното јавно обвинителство мора да се позанимава со ваквите матни сделки и да провери како за само 20.000 евра може да се стекне со толку голем имот, чија реална вредност е многукратно поголема. Заев е веќе амнестиран за сторен криминал. Никој повеќе не смее да го амнестира криминалот кој го прави кланот Заеви. За ова одговорност мора да има. Кога ќе се промени власта, ќе бидат преиспитани сите сомнителни работи што оваа влада ги направи. Граѓаните на Македонија гледаат кој има придобивките од првите 100 дена од работењето на новата влада. Заради ваквиот начин на работење, граѓаните ќе го казнат Зоран Заев на 15 октомври на локалните избори. Ви благодарам.